Овие снимки се од вчера, направени се околу 16 часот. Долу во нивите, земјоделците од Полошко ги палат стрништата. Горе кон планините се гледа како чадот ставил капак на котлината. Во далечината пак, едвај се гледаат населените места, иако денот беше сончев. Мирисот на изгорено кој се чувствува на повеќе локации во Полошкиот регион, кој ги регистрираше камерата на 360 степени, се резултат делумно на пожарите на шара, а делумно на мноштвото огнови во котлината како овој позади мене. Отстранувањето на остатоците од земјоделските култури по есенската берба најчесто се прави со нивно палење. Таков е овој пример во селото Камењане, општина Боговиње, но не е само тука. Некаде тоа се мали островца кои се извор на чад, но некаде и цели парцели плодна почва се пеплосани во црнила. За земјоделците тоа е најлесен и најевтин начин да се ослободат од стрништата, но цената како вчера ја платија жителите на Полошкиот регион. Според мерните станици на Министерството за животна средина, Тетово го почна денот со 72,5 микрограми PM10 честички на метар кубен. Во 19 часот, загадувањето со PM10 честички достигна 270,5 микрограми на метар кубен. Споредено со претходните 7 дена, вчерашниот беше рекорден според лошиот квалитет на воздухот во Тетово. Локалните активисти велат дека се обидуваат да се борат против ваквото загадување, но и дека нивните напори им изгледаат залудни. Јас лично сум пријавила неколку пати и јас лично се обидувам да стигнам до пријавување, значи телефонот не одговарат на телефонот што е бесплатниот телефон, а во e-report кај што, како што ви реков, кај што пријавуваме, таму не одговараат, а ништо не се менува од тоа. И последно време граѓаните веќе не сакаат ни да бидат активни, бидејќи гледат дека нема резултат. Треба едукација. Сериозна едукација треба. Ниската свест на поединци не го загадува само заедничкиот воздух, туку често предизвикува и други штети врз животната средина. Пожарникарот тука Алити Деновиве се бори со пламените јазици на два предела на Шар планина. Да дојдете еден ден со мене низ нивите на Полого, од Јажинце до Гостивар, значи колку ми обслужуваме и колку гледаме и знаеме низ полиња, направени се и мини депонии, кај што луѓето да не се зголеми тоа, само ги палат. Пироманија голема и сега се загадува, нели, воздухот, тој воздух ние граѓаните го земеме во себе си, значи се отруиме и ние. Иако е законски забрането, праксата на палење стрништа не запира. Инспекторите на соседните општини Боговиње и Тетово различно гледаат на проблемот. Од општина Боговиње велат дека имаат обврска да излезат на терен, но само ако добијат пријава од граѓани. Бидејќи такви пријави досега не стигнале, ниту излегле на терен, ниту казниле некого. Од локалната власт во Тетово пак сметаат дека не е нивна обврска да го контролираат палењето на стрништата, туку на Државниот земјоделски инспекторат. Така и тетовските инспектори, како и во Боговиње, немаат направено контроли на терен. Од Државниот земјоделски инспекторат велат дека вршат зачестени заеднички контроли на теренот со полицијата, противпожарните бригади и Дирекцијата за заштита и спасување. Државниот инспекторат за земјоделство секогаш постапува по пријави од граѓани и врши контроли по сопствена иницијатива. Но треба да напоменеме дека инспекторатот не е опремен со теренски возила и опрема за откривање на пожари. Воедно има и недостиг на инспектори, бидејќи тие постапуваат по голем број закони и прописи. Во есенскиот период се засилени инспекцијските контроли, а земјоделците треба да се едуцираат да не ги палат површините и да се разгледа можноста за донесување законска регулатива, палењето да се изведува под строго утврдени услови. Од почетокот на годината, овие 4 институции во заедничка акција спровеле 1291 контрола, издале 21 платен налог во постапка за порамнување, а поднесени се само 2 барања за поведување прекршочна постапка,
Во случаите кога се работи за непознат сторител, одговорноста да се откријат подпалувачите е на полицијата. Каква е волјата, но и опременоста на полицијата е знак прашање, бидејќи вчера, во недела и сред бел ден, никој не ги виде десетиците мали пожари кои ја затруја Полошката котлина.